Многу често знаеме да ја практикуваме поговорката женско дете туѓа стреја, но денес неретко можеме да забележиме и дека покрај жените и мажите често знаат да отидат да живеат во куќата на жената, пошто станува злобна маќа и бабата. Да има почет према старите. Сега вика, секој си знае, секој стера по негово, па мада да не е управо, си вика, оно ли мене ќе ме команде. Може би некој е многу битно збора да го прашат, да го поставиш зборот може, дали сакаш, дали бива, пред да го кажеш зборот што сакаш да ти услужа или да ти услуша. И сега ние некош на брзина, ај ти тоа го направи. Ако кечеш, абе деца, бива ли тоа така да го направиме, може би нели тоа ќе омекне ли така ситуацијата и ќе се оствари тоа бараното. Дај вика сино панталоните на жена ти. Она се прави маж, а тебе те прави жена. Значи, ако има согласност меѓу маж и жена, нели не е тоа дека мажо му е сменета функцијата или вредноста. Слогата е многу битна, дали меѓу брачниот другар, дали меѓу фамилијата со старите, дали има некаде проблеми со сната, за деца, за куќа, за хигиена. Значи, секаде е различно. Кој е појак, малку, тај дава наредби дома. Дали маж или жена нема врска тоа. Епа, тоа е мајчинството. Тоа е мајката. Неа ја боле, секој го боле за својто. Неа ја боле за сино, а другата мајка ја боле за ќерката. Ние не се караме. Причина? Нема причина кај мене. А сега? Па сега. Кај другите не знам како, а кај мене е убаво. Едно време почитуваше ли се? Да. Сега? У мое време, да. Како почитувате? Па како? Не се караме. Убав збор? Па со убав збор, сигурно. ама тоа више додека е по твој кров, дали машко или женско. Кога го дадеш више натаму, нели викат женското е туѓа стреја, ќе отиде и сега у какви ќе припадне, така треба да се усагласува на тоа управување, нели усагласување. Ако дојде па мажо кај, ете сега повише одат и мажите кај жените, ама не значи дека ако отишол мажо кај жената, дека мажо треба да биде потценет, како што снаата не се потценува, така и зето не треба да биде потценет, треба да има едно разбирање, а не мое твое. И тоа е проблем. Јас зимам повише, ти зимаш помалку, кај ти се парите, кај ти се твоите пари, зашо ги потроши. И ете, од мала ситница настанува голема кавга. Одма рад од брака, дојди си сине кај мама, дојди си ќерка кај мама и децата од маленки страдат. Според многобројните психолози, во основа на овој проблем се наоѓа борбата за љубов на синот, односно на сопругот, и за да се има решение, потребно е убав разговор наместо несаканите конфликти. Тие советуваат да се размисли дали жените навистина сакаат да бидат сопруга, кој ќе поставува граници и ќе бара од незиниот маж да одбере помеѓу неговата мајка и нејзе, имајќи во предвид дека обете страни за него се посебни, а кога тоа е во средина, неговата ситуација секогаш ќе биде некоретна.